Ali mojme da ne zborvime sa nekoj brat voopšto sa namera da se vratit od greška. Nema sumnja дека да не зборуваш со некој брат муслиман или пак некоја сестра муслиманка да се дистанцират од некоја друга муслиманка е строго забрането во ислам без исламска и шеријатска причина. Овде кога се зборви за ова, ние треба да гледаме кој е себепот, зашто ти не сакаш да му зборвиш на твојот брат. Алейкум селам. Затоа што имат различно мислење во фикхот. Значи тој работи со мислење на други учењаци, а ти работиш со мислењето на другите учењаци. Ова не е причина за да се дистанцираш и да не му зборвиш на твојот брат. Зато вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем: не му е дозволено на еден муслиман да се дистанцират од еден друг верник, од еден друг муслиман повеќе од 3 дена. Подолго од 3 дена не смеет. Забрането е строго забрането. Велит кога се сретнет, велит пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, овај се обратит на друга страна, другиот се обратит на друга страна, не сакаат значи ни селам да му даваат едниот на другиот. Најдобар од ними, велит пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, е оној што прво почви со селам. Прво му дават селам на својот брат. Зато вие знаете дека пратеникот салаллаху алейхи ва саллем прво што рече во Медина, првиот збор што го слушна Абдуллах ибн Селам од пратеникот салаллаху алейхи ва саллем во Медина, што рече: ја ајуен нас афшу селам. О луѓе, проширете го селамот. Од презнаците на кијаметот е дека човекот ќе му дај селам само на оној што го познават. Сега поминвиш на чаршија, гледаш брат муслиман ко тебе, брат да кратки пантоли, он не ти дава селам, ти не му даваш селам. А сите вериме сме ехлу сунне вал џемаа. И ова не е дозволено. Кога е дозволено да се дистанцираш повеќе од 3 дена, да не му зборвиш на еден брат муслиман, ако тој прави некој голем греф. Ако е голем греф, или пак ако прави некој бидат, новотарија, тогаш смеш да се дистанцираш повеќе од 3 дена, да не му зборуваш него. Зашто? Да имаш ние да се врати тој од грешката. Па ако не се вратит, смеш да се дистанцираш од него цел живот. Значи кај големите гревови, што се големи гревови, а не мали гревови, нешто тебе не ти пасират, или пак прави некои мали грешки и ти да се дистанцираш, за ние дека да го вратиш од тој греф или од таја грешка. Ако мислиш дека после 3 дена тој ќе се врати од тој малиот греф што го прави или од таја грешка мало што го прави, тогаш смеш 3 дена да држиш. А повеќе од 3 дена не треба да држиш омраза со него или пак да се дистанцираш од него, поради што не е веќе некој греф голем што заслужи да се дистанцираш од него. Исто смеет мажот да се дистанцират од жената за да ја воспитуваат. Кога таја не му е послушна, смеет мажот да се дистанцират од жената повеќе од 3 дена, како што направи пратеникот салаллаху алейхи ва саллем со своите жени. Значи се дистанцира околу 29 дена. Ова најубо знаете.